3 месеци по трагедијата во Кочани, сончев ден, ама градот завиен во неподнослива болка и тага. Граѓаните со навиднати глави, расположение речиси неприметно. Солзи во очите и млади ангели кои вечно ќе живеат во срцата на граѓаните. 3 месеци по кобниот 16 март, граѓаните на терен во Кочани велат ситуацијата е лоша. Нема промени, градот замре, граѓаните со скршени срца, жалат за трагедијата која зема 62 млади лица. У Кочани се иде на полошо и ден низ ден се пропаѓа, ќе треба многу време да помине за да биде на подобро. Една генерација отиде, сигурно ќе треба 5-6 години да поминат, ако не и повеќе. И тие што се повредени имаме обети дека сакат да се иселат што побрзо од државата. Дај Боже да помине многу побрзо ово, ама многу време ќе треба за да се поврнеме у нормала, и никогаш не може да се поврнеме у нормала. Луѓето се избезумени. Никаква не е. Да кажам што сите си истоштини, секој носи глава и нема никакво расположение. Тоа најбитно е. И со кој да правиш полбет, секој вика, ајде не ме закачајте мене, ја вака, ја онака. Па се уште нема промени, се уште исто стои, има некоја само мала помош, донација од државата помош. Па не изгледат, нема баш толку раздвиженост, малку е замрено како Кочани, нема живост, нема како мртвило, како сивило е, монотони и така. Се е исто. Што да ви кажам друго? Не е убаво. 3 месеци по трагедијата во дискотеката Пулс заврши истрагата со можност истата да се проширува. Осомничени се 34 физички, 3 правни лица, но се уште се собираат докази со цел да одговараат сите кои имаат поврзаност со пожарот. Семејствата на настраданите секоја сабота маршираат по кочанските улици, барајќи одговори и правда за нивните починати ангели. Се прават и напори за повредените да имаат соодветни услови за лекување. Повредените кои се враќаат од странство одат на рехабилитација. Преуредено е и одмаралиштето Пониква, а започне реконструкцијата на Кочанската општа болница. Но центарот на градот остана празен. Лицата на граѓаните сведочат за една трагедија од најголеми размери, која го зави Кочани во црно.